Скопје повторно блесна во духот на виенската традиција, со одржувањето на 24-тото издание на Виенскиот бал, кој оваа година се одржа со посебна емоција и хуманитарна мисија во чест и поддршка на трагедијата што го погоди Кочани. Настанот беше свечено отворен со традиционална полонеза која грациозно ја изведоа танчарите на студиото Примаданца, внесувајќи ја публиката во магичниот свет на балската култура. Централниот дел од вечерта го обележа настапот на прочуениот оркестар Јохан Штраус, кој внесе вистинска виенска атмосфера во салата со звуците на безвременските валцери. Особено внимание привлече изведбата на делото Виенска крв од Јохан Штраус, маестрално представено од балетскиот ансамбл на Македонската опера и балет. Во главните улоги настапија солистите Марија Кичевска-Шокаровска и Миро Митрашиновиќ, кои со својата изведба внесоа длабока емоција и уметничка префинетост. Покрај уметничката вредност, балот ја потврди и својата општествена улога. Годинава беше посветен на поддршка на настраданите во трагедијата во Кочани. Преку средствата собрани на настанот, организаторите испратија силна порака на солидарност и човечност. Виенскиот бал во Скопје и оваа година покажа дека традицијата, културата и хуманоста одат рака под рака, оставајќи зад себе вечер исполнета со достоинство, хармонија и надеж. Добро вечер. Се надевам дека супер си поминувате. Мислам тоа е дел од вашата традиција. Што за вас значи Виенскиот бал? За мене Виенски бал прije svega значи елеганција, профиненост и плес, за тако речи плес, забава, радост, веселје, љубав изнад свега. Измеѓу двоje људи, измеѓу свих других људи. И тако да ова вече, као и претходне године, исто е прелепо е било до сада и јас се надам да још више гости ќе изаќи на подиум да плешу и да уживају у овом прелепом догаѓају. Што се крие позади традицијата на Виенскиот бал? Позади Виенскиот бал стои дружење измеѓу пријателима, али наравно исто да луѓе кои имају одговорни функции се сретне и да имају могуćност да дискретно причају неке озбилни ствари, али да исто уживају у тај радост и веселост уз бечка или венска музика, валцер, кој е иначе велики и важен дио од австријски надлесност. И мислим тоа е наравно нешто кое може повизивати, кој е као неки мост измеѓу народа, држава и луѓе. А што значи Виенскиот бал во Скопје всушност? Зошто е настанат, зошто е креиран? Виенски бал во Скопје постои веќе 24 година. Креиран е због тоа да се представља австријска култура, австријска балска култура во Скопје. Наравно луѓе имају могуćност да плесе. Јас знам да Виена и Австрија е волјена код македонаца и због тоа е увек неки могуćност да се и више упријателимо и да уживамо заедно и да мало избегнемо од озбилност свакидневне изазови. Кој дел од културата, македонската култура најмногу ве привлекува? Македонска култура е велика, голема уствари. Нажал не е тако позната на иностранство, али волим и музика, танец, народна музика, озбилна музика, али и ликовни уметност. Велики сам љубител од Никола Мартиновски, а и savремена уметност. И мислам да културни живот во Скопје е на светски ниво и позивам сви луѓе из Австрија, Маđarske, Италија, где год сам живео, да посете Северна Македонија и сви се одужевljeni и мене питаја после када могу да опет се вратам. Мислам, како вас ви се допаѓа животот во Македонија, во Скопје, додека сте тука? Мене, ја сам коренима Босанка свакако и ја немам неки велики проблем. Ја од кад сам дошла, одма сам се осеќала као дома. И македонски менталитет sa нашим босанским менталитетом е веома сличан. И тако да смо то некако све укомбинирали, пријателјство, љубав, веселје и такође sa austrijske strane, jer su oni jako topli ljudi.
Така да нисмо имали puno проблема со уклапањем. Еве вечерва имаме можност да го следиме 24-то издание на Виенскиот бал. Јас сум водител на Виенскиот бал и ова година и се радувам што на некој начин тоа ми станува и на мене традиција. Успешните приказни треба да се продолжуваат и оваа година имаме одлични гости, танцови двојки кои што ни доаѓаат од надвор од зимата. Секако тука ни се балетот од Националната македонска опера и балет, Јохан Штраус оркестарот со диригентот Бисера Чадловска, оперско наше дуо познато и убави гости кои што уживаат на сите звуци на валцери, но имаме и Калиопи ние како гостинка во ова виенско издание и секако имаме млади учесници оваа година. Нашиот партнер Елена Лука овозможи на 35 средношколци да бидат дел од оваа магична вечер, за да послужи како пример на младите да погледнат нешто поразлично околу културата, традицијата, нешто што на овој бал традиционално веќе 24 години го правиме. Нашиот амбасадор знае да каже дека австриците и македонците по многу нешта се разликуваат, но како и со сите имаме многу сличности, па се трудиме секоја година да учиме едни од други многу повеќе. Што значи за тебе лично Виенскиот бал? За мене значи една традиција, едно споделување. Гледаме да речеме како австриците го живеат животот, тој свој некој животен стил, поразличен да речеме од некоја наша култура и традиција која што е убаво, но убаво е за сите нас да научиме нешто ново, да се развиваме и да споделуваме. Колку е важно за Македонија и за скопјани, односно македонци да го искусат Виенскиот бал и да присуствуваат на оваа вечер? Па важно е затоа што Австрија е Европа. На некој начин тоа ни е таа некоја врата која што не зближува, а сите некако целиме на таа страна. Се сретнуваме со личности кои што не можеме секојдневно да ги видиме и на некој начин и духовно се издигнуваме, а пред се затоа што Виенскиот бал е хуманитарен настан. Секоја година се трудиме да ги одбираме вистинските кои што треба да ја добија таа донација. Со тешко срце оваа година ги донираме средствата за настраданите семејства во Кучани. Секоја година, како што кажав, правиме најразлични донации. Тоа е нешто, онаа нишка која што не прави уште посрекни, бидејќи не само што споделуваме традиција и различност и учиме, туку и правиме хумани дела. Добро вечер, господин Оливер. Како што знаеме, вие сте организаторот на Виенскиот бал. Колку години веќе поред ја организирате оваа вечер? Ова е 24-та година, значи 24-ти Виенски бал. Да немавме ковид кризата, ќе беше 26-ти, 2 години не се одржа, но веќе 24 години успешно се одржува балот. Така. Што значи да се организира еден ваков настан, што не е нели во Виена, туку е во друга држава? Па прво кога почнавме ни беше голем предизвик, бидејќи немаше таква традиција во нашата држава, но полека го развивавме балот и постана една традиционална вечер која во Скопје, во Македонија се одржува и имаме се поголем број присутни луѓе на овој бал. Секоја година околу 700 луѓе се присутни од бизнис заедницата, од дипломатскиот кор, понекогаш и политичари, граѓани, така да мене ми е мило што Виенскиот бал го прифати Македонија и Скопје. А која беше иницијалната причина за да се направи една ваква традиција токму тука? Кога се отвори австриската амбасада, после една година-две, они има една желба тоа да се етаблира овдека, бидејќи има многу виенски балови низ светот, надвор од Виена. И ние почнавме, тие ме контактираа мене, почнавме да со првиот, со вториот, беа во помала форма, но се развија во оваа форма во која што е денес. И мислам дека ние сме веќе од 2015 година ставени од градот Виена на светската мапа на виенски балови, така да е официјално овој бал прифатен од градот Виена. Што за вас лично значи Виенскиот бал?
Па бидејќи јас од првиот бал го организирам, за мене значи се, како моје дете овој бал, и навистина сум среќен што сум во можност ова да го организирам тука во Скопје. А колку е важно за македонци или скопјани да се одржува една ваква манифестација токму тука? Па ја мислам дека е прилично важно, бидејќи ние овде поставуваме една друга култура што ќе се развива и што се развива, друг начин на забава на една вечер. И мислам дека скопјани, а и дел од Македонија, нема само од Скопје тука, има од цела Македонија луѓе, мислам дека го прифатија и мислам дека се подобро станува ова вечер секоја година. Јас сум диригент на оркестарот Јохан Штраус, кој што традиционално го отвара виенскиот бал. Како ја гледате поврзаноста помеѓу виенската култура и македонската култура? Па искрено не гледам никоја поврзаност, двете се навистина многу различни култури, но е добро секогаш да се измешаат, за да се добие нешто многу повеќе, некаква фузија. Овој бал е токму тоа мешање на две различни култури. Доминира се, разбира, австриската, бидејќи се работи за виенски валцери кои што ние ги свириме. Меѓутоа, не гледам голема сличност меѓу нашата и нивната култура. Освен што сте диригент на оркестарот Јохан Штраус, што за вас значи виенскиот бал во Македонија? Па тоа е едно културно случување кое што е традиционално и еве веќе 24-ти пат се случува, се одржува. И за нас е еден начин нашиот главен град да стане дел од традиционалниот виенски бал кој што се одвива и во други градови под покровителство на австриските амбасади во други држави. Едно убаво културно збиднување кое што секако треба да продолжи да се одржува и да ја задржи таа традиција. Што за вас лично значи виенскиот бал и виенската култура, со оглед на тоа што класиците најчесто потекнуваат од Австрија? Знаете што јас сум музичар, диригент по професија. За нас е ова, да речам, музика која што многу често се изведува, која што многу често ја свириме, која што е популарна и меѓу пошироките маси. Така да за нас е секогаш освежување да ја примиме таа култура австрийска и преку музиката да покажеме тоа што ние знаеме. Јас сум Горге Петрушевски, обојста режисер. Посебно сум возбуден и е голема чест за мене да бидам дел од овогодинешниот виенски бал. Во моментов сум дел од оркестарот Јохан Штраус, како обојст, солист во оркестарот и едноставно сум воодушевен бидејќи го завршивме првиот блок. Сега е време за вториот и едноставно сум горд што токму преку музиката ја можеме да споделиме една заедничка енергија со гостите. Што за тебе значи виенскиот бал? За мене виенскиот бал значи многу, но еве накратко ќе кажам дека виенски бал за мене представува каде што традицијата добива звук, а елеганцијата добива срце. Знаме дека често патувате имате настапи во Виена. Како би ја споредиле македонската култура и виенската култура? Да, токму така, често патуваме во Виена и сме гости и во Виена за концерти солистички и камерни состави, но дефинитивно виенскиот бал во Скопје е настан кој што е од еден висок ранг, кој што му треба на градот и дефинитивно не правам голема разлика меѓу Виена и Скопје, бидејќи ние максимално се трудиме да ја донесеме енергијата и вистинската традиција и стилот од Виена во Скопје.